Акција 21 за европски стандарди дома, така именува на новата владина програма за продолжување и забрзување на реформите. Содржи 10 приоритети со чии исполнување земјата, како што образложи самиот премиер, ќе се приближи до европските критериуми. Чекорот следи по неуспехот на Европската унија поради блокадата од Бугарија да ја усвои преговарачката рамка за земјава и со тоа да се отворат пристапните разговори. Заев денеска уверуваше дека членството во ЕО останува приоритет и покрај лошиот сигнал од Унијата. Прва точка на акција 21 е прочистување на судството. Ке се ревидираат цели досиеа. Секој судија ќе биде оценуван. Ке има листа на критериуми кои ќе се прегледуваат за сите судии. Како воделе постапка, како изведувале докази, кои се сослушувани сведоци и особено во врска со одредени постапувања по предмети кои беа доведени до застареност со одлагање. Сите тие работи ќе ги поминува судскиот совет или советот на јавните обвинители соодветно и сето тоа во утврдена временска рамка и транспарентност. Вториот приоритет е борба против корупцијата преку, како што кажа Заев, воспоставување механизми за интензивна соработка меѓу сите надежни чинители. Секој што ќе го прекрши законот, ќе мора да се соочи со одговорност. Мора да има ред еднаш за секогаш во институциите. На листата следуваат заштита на животната средина, справување со пандемијата преку набавка на вакцини, спречување на ширењето лажни вести, енергетска одржливост, огледување канабис за медицински цели, реализација на капитални инвестиции, спроведување попис, реформа во образованието. За опозицијата сето ова се само празни ветувања. По плановите 3, 6, 9 и 18 сега имаме и план 21. Само планови, а никаква реализација. Зоран Заев денеска ги повтори истите ветувања со кои дојде на власт во 2017 година. Сето она што го вети дека ќе го реализира во неговиот прв мандат, не е реализирано и го ветува повторно сега. Ситуацијата што ја наметна Бугарија со нејзините барања не се одрази само на надворешно политички план преку блокадата за усвојување на рамката. Таквиот развој на настаните опозицијата го искористи за притисок врз владата и барања за нејзина оставка со образложение дека не исполнила онаму каде што најмногу ветувала – за брзана ЕУ интеграција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.